Civil Media. Ja se soglасувам со Сашо. Ако негде бил изворен невладиниот сектор бил у Македонија. Ние сме се развивале во donor unfriendly area. Значи немаше заинтересирани донатори, не бевме како Хрватска или Босна, каде што големите меѓународни организации вработуваа луѓе, ги дресираа што е цивилен сектор, па поодење нивно тие формираа организации. Тука беше баш изворно. Тука бе, сеќам на првите почетоци, беше група на заинтересирани луѓе кои не дава 5 пари за да бидат менаџерани од други и сакаат да направат нешто. Нашата прва активност влади беше поврзана со water turnout, да ги охрабри луѓето, значи во далечна 94-та таму година, и мислам дека баш поради таа donor unfriendly environment се развивавме во искрени, така изворни организации кои првпат се покажа 99-та година. Значи, со косовската криза, цивилниот сектор во Македонија покажа дека е рамен на институциите и дека може да им парира во вршење на некои работи кои беа самостојно организирани. Мислам, не е тоа толку далеку, тоа е во периодот кога вие сте формирани, кога невладини организира прием, сместување, тука има од тие организации исхрана, одржување на сите тие бегалци во една криза која траеше 3 месеци. И тоа перфектно помина, без некои травми за општеството. Вториот предизвик беше 2001 година. Јас сеќам со една пријателска невладина од Тетово, во тој период воспоставиме прв контакт кога во Македонија имаше само 2 извори на информирање. Беше МТВ и CNN. И може да замислите колку опречни беа информациите. Но цивилниот сектор покажа дека е спремен за соработка на луѓе кои има ентузијазам. Душе сега во овој период кога ние сме се институционализирале, па во невладините има многу професионалци, па добро ги вршиме работи, некогаш ми смета што нема доволно задоволство во целиот процес. А невладиниот сектор треба да ви причинува малце и душевно задоволство, затоа и постои. Ако сакате стрес, одите у бизнис, ако сакате крадете, одите у политика, али у невладиниот сектор гледам луѓе кои сакаат да го работат тоа, затоа не е ретко кога одам у канцеларија, палам светло и пуштам музика, малце за да биде порелакс, да не биде тоа техничка работа која работите само за да спремите извештај. Тоа мислам за минатото и за развојот на цивилниот сектор. Секако дека шарената беше кулминацијата, каде што после еден подолг период на стигматизирање на таа антисоросоидна борба што ја водеше, што ја прифати нашата тогашна влада као дел од некој глобално движење против цивилниот сектор, невладиниот сектор се профилира и пред граѓаните као сектор на кој може да му се верува. На сектор кој не е мотивиран од крајниот интерес кој го имаат политичките партии, па дури и во креирањето на закони. Невладините немаат некој мотив позади својата професионалност, туку се трудат, не сме секогаш во право, но туку се трудат тоа најдоброто да го покажат во интерес на некои идеали кои треба да ги движат. Така да можеби сум романтичен, можеби треба малце идеализирањето да биде дел од работата и тука доаѓам до перспективите, а на крај и за Џабир ќе кажам нешто. Значи, ја ги гледам предизвиците на невладиниот сектор е некогаш и ние имаме проблем да се најдеме себе си. Се поставуваме во позиција на представници на граѓаните, а не на заштитници на интересите на граѓаните. Ние не сме представници. Ние ако сакаме да бидеме представници, на това 12 април се приложиме листа, ќе бараме гласови, но ние сме, сакам да кажам, ние сме тој дел на свеста на граѓаните кој без интерес мисли на доброто на ова општество. И мислам дека сме се докажале во тоа и не била лесна борба. Ти Никола спомна дека не сме знаеле како се пробудиве. Ја се уште го памтам тој состанокот каде што реално делови на граѓанскиот сектор кои беа помлади во целиот процес, фактички фати паника, се соочуваш со државата. Тој процес е поминат од раните 90-ти години, кога политичките партии се ставаа себе си во позиција да пробаат да ги земаат невладините организации да бидат нивни диригирани институции. Тоа не им успеа. Мислам дека главниот испит се положи 2015-16, кога невладините докажаа дека се доволно бунтовни и имаат интегритет да може да одбијат било кога и под пресија на будење сабајле во влажна просторија во една соседна населба на Скопје.
Мислам дека иднината ние треба да ја гледаме во тоа само поставување себе си и на нашата улога во општеството, ние треба да бидеме коректив, ние треба да бидеме тие кои имаат авангардни идеи, да ги штитиме своите идеи, но ние не можеме да ги смениме. Но можеме со својата поставеност во општеството и со подршка на граѓаните да им извршиме доволен притисок на политичарите да се прилагодат на потребите на граѓаните и да одговорат на нив. Мислам дека тоа е главната улога. Која е соработката со цивил? Прво со него имам сличности некои, многу пушиме, имаме зарипнат глас, али кога мислам на цивил, преска се така замислував, сум кај 3 минути или уште не сум? Само ова ќе го кажам. Значи, како го замислувам цивил? Прво, соработката не била перфектна, не сме имали некои недоразбиране, затоа што, у принцип, во ист правец сме се дижеле. Него ги замислувам како модел, и сега тука само додавав зборови. Модерна, европска, револуционерна, ребелијас, како се вика? Бунтовна, и така, идеалистичка организација која почна со граѓанки и граѓани, и тоа мислам дека остава впечаток кај сите, ете тоа. Толку. Цивил медија.